Дистрибутивната гасоводна мрежа во Скопје може брзо да се изведе и природниот газ да стигне до домаќинствата. Гасоводниот прстен или преносниот систем кој треба да се надоврзе на дистрибутивната мрежа Гама во Скопје се привршува и постои можност да почне да се гради дистрибутивната мрежа и веќе наредната грејна сезона да бидат приклучени дел од потрошувачите. Ова го истакна претседателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Тој посочи дека град Скопје формираше предпријатие кое меѓу другото ќе се занимава и со гасификација на градот, што подразбира изградба на дистрибутивна мрежа што треба да дојде до крајните потрошувачи, односно домаќинствата кои треба да ги искористат бенефитите, не само за грејење, туку и за другите апарати како бојлери и шпорети. При тоа порачува дека треба да се обрне внимание на трошоците за приклучок кон оваа дистрибутивна мрежа, односно предлагаат тие да бидат што е можно пониски во однос на реалната цена за приклучокот, а разликата да ја плаќа соодветната општина или градот Скопје. Треба да се обезбедат и финансиски средства што би им обезбедиле на домаќинствата да ја заменат својата опрема дома за да може да користат природен газ, вклучувајќи ги бојлерите, котлите за грејење, шпорети, фрижидери и слично, и да им се даде можност на домаќинствата со цел да нема големо оптоварување, да ги инвестира средствата дистрибутерот, а потоа тие да ги отплатат на повеќе години преку сметките со цел да се привлечат што е можно повеќе домаќинства да се приклучат, рече Бислимовски, и додаде дека приклучувањето кон дистрибутивната мрежа може да се мотивира и со субвенции и на други начини. Затоа, како што посочи Бислимовски, не може да се каже цената на природниот газ, бидејќи не е позната цената за дистрибуција. Тој појасни дека треба да се направи дистрибутивна мрежа па да се пресметаат трошоците за да се знае колку ќе биде тој трошок, но како што додаде верува дека ќе биде конкурентен за да може потрошувачите да преминат од грејење на дрва на природен газ.